Добар ден, јас сум Билјана Јовановска, наставник во Средното гимназиско градежно училиште на град Скопје Здравко Цветковски по предметот Бизнис и предприемништво. Овој пат ќе изучуваме наставна единица од тематската целина број 3, развој и потврдување на бизнис модел, која што се однесува на имплементирање на модел за унапредување на односите со потрошувачите. Цели на наставната единица: да знаете да воспоставите коректен однос со купувачите, да ги познавате основните принципи на управување со односите со купувачите и стекнатото знаење да го применувате во практични примери. Целта на секој успешен бизнис предприемач е да генерира растечки приходи во текот на еден подолг временски период. За таа цел неопходно е постојано да бидете во контакт со тековните и потенцијалните купувачи, да ги управувате активностите кои ги преземате во однос на тековните купувачи, за да бидете сигурни дека се онака како што треба да биде и дека тие се задоволни со работата на вашиот бизнис. Исто така, секогаш ќе сакате да го проширите вашиот бизнис со додавање на нови купувачи, односно со освојување на нови пазари. Како можете да реализирате оваа задача? Одговорот е дека ви е потребен систем за управување на односите со купувачите. Овој систем се нарекува Customer Relationship Management System. Зошто ви треба овој систем за управување со односите со потрошувачите? Целта на еден ваков систем е следна: да ги идентификувате и таргетирате најдобрите купувачи, да направите сегментација на купувачите, да ги менаџирате различните маркетинг кампањи за различни сегменти, да ги следите мерките на конверзија, односно степенот на премен на потенцијалните купувачи од една во друга фаза, да градите персонализирани односи со купувачите за да го зголемите нивното задоволство и да го максимизирате профитот, да научите повеќе за купувачите, да знаете што купувачите сакаат, а што не сакаат, да знаете точно кои се вашите купувачи, а кои се потенцијални купувачи, да знаете кои треба да бидат идните чекори со купувачите, а кои се потенцијалните купувачи. Да знаете како секој купувач го дефинира квалитетот, а потоа да дизајнирате услужна стратегија за секој купувач базирано на овие индивидуални барања и очекувања. Да знаете како да креирате пакет на производи и услуги за целна група на купувачи. Информацијската технологија игра важна улога во остварувањето на овие цели. Таа придонесува за максимирање на профитабилноста преку попрецизно сегментирање и таргетирање на пазарот. Технологијата може значајно да придонесе во управување со податоците кои се неопходни за разбирање на купувачите. Затоа, користењето на информацијската технологија овозможува собирање на неопходните податоци за стекнување на купувачи, задржување и нивната животна вредност за бизнисот. Животна вредност на купувачот кажува колку пари еден просечен купувач ќе потроши во компанијата од моментот кога ќе стане купувач до моментот кога веќе нема да биде купувач. Животната вредност треба да биде поголема од трошокот за стекнување на купувачот со цел да се оствари профит. Целта на секој предприемач е да оствари профит. Профитот доаѓа од продажбата, а продажбата зависи од одлуките на купувачите. Врз основа на тоа какво е однесувањето на тие купувачи ќе биде и однесувањето на вашите маркетинг и продажни активности. При користење на CRM системот за управување со односите со купувачите, бизнисот лесно може да знае какви односи како допринесуваат во успехот на бизнисот. Кога станува збор за купувачите за кои веќе постојат доста информации, тие треба да се складираат и организираат на еден начин кој би овозможил да се следи нивното задржување како купувачи во бизнисот. Но и самото задржување не значи многу нешто за еден предприемач. Не е исто да имате купувачи кои купуваат еднаш месечно во износ од по 100.000 денари и купувачи кои купуваат еднаш годишно во износ од 200.000 денари. Првиот купувач за една година ќе плати 1.200.000 денари, додека вториот ќе плати само 200.000 денари. Иако тоа едно купување е поголемо од едно купување на првиот купувач. CRM системот треба да ги идентификува различните купувачи и врз основа на тоа да се обезбеди дека предприемачот ќе донесе правилна одлука за идниот развој на односи и комуникација со тие купувачи.
За една ваква анализа се користи RFM анализа. Таа се користи за соодветно извршување на сегментацијата на листата со купувачи, за да се оствари максимален профит. RFM анализата е метод на анализа на претходното однесување на купувачите, која има за цел да го предвиди идното однесување, како и да го подобри однесувањето на оние послави сегменти. Што означува RFM? RFM формула представува акроним од почетните букви на Recency, последно купување, временска рамка на нарачки од страна на потрошувачите. Frequency, за честеност на купување, колку нарачки направиле купувачите, односно потрошувачите, и monetary value, паричен износ на купување, колка е паричната вредност на нивните нарачки. На кои прашања одговара формулата RFM? Прво прашање. Доколку имаме можност да ги избираме нашите купувачи, кого би избрале? Дали би избрале некој кој никогаш не купувал ништо што ние го продаваме, или би ги избрале оние кои често купуваат таков тип на производ или услуга? На успешните предприемачи одговорот би бил втората група од прашањето. Оние кои често купуваат таков тип на производ или услуга. Значи, првото нешто што го посакуваме е дека посакуваме купувачи кои купуваат често. Второто прашање. Дали би избрале некој кој купува само еден производ или услуга, или оној кој купува повеќе производи или услуги кои се слични и кои ние ги нудиме? На успешните предприемачи одговорот би бил втората група од прашањето. Оние кои купуваат повеќе од таков тип на производи или услуги, значи сакаме купувачи кои купуваат често и тоа повеќе производи или услуги. И третото прашање. Дали би избрале купувачи кои трошат малку пари или би избрале купувачи кои трошат многу пари? На успешните предприемачи одговорот би бил втората група од прашањето. Оние кои трошат повеќе пари. Значи сакаме купувачи кои купуваат често и тоа повеќе производи или услуги и кои трошат повеќе пари. За да можеме да користиме оваа мокна алатка за квалитетна сегментација на вашата листа, ќе мора да имаме CRM систем во кој ќе биде наведено и соодветно однесување на купувачите, преку датуми на нарачки, односно купување, и парична вредност на секоја нарачка од страна на секој купувач. Ова се доволни податоци за да може да се искористи оваа алатка. Кога ќе бидеме сигурни дека веќе имаме доволно податоци, може да започнеме со самиот процес кој што се состои од следните фази. Анализа на податоци, која за секој купувач ќе ја покаже временската рамка на нарачки, број на нарачки во еден временски период и просечна вредност на една нарачка. Вообичаено, оваа анализа дава категоризација на купувачите со определување на класите од сите три елементи кои се анализираат. Например, оценката 5-5-5 значи дека скоро тој купувач купувал, често купува и просечниот приход од него е доста висок и обратно. Оценката 1-1-1 ќе значи дека одреден временски период тој купувач не доаѓа, просечниот број на купувања во анализираниот период се многу малку и просечниот износ на пари кој ги оставил во бизнисот е многу мал. Потоа следува избор на групи на сегменти. Откога ќе ги имаме податоците од анализата, ќе можете да ги определите групите на сегментите на купувачите. Например, ќе можете да ги определите групите кои што се најважни, средно важни или најслабо важни купувачи. Ова е само еден пример. Вие можете да ги определите групите и како неактивни, активни или хиперактивни купувачи. Потоа следи распределба на купувачи во соодветната група. Секој купувач врз база на анализата ставете го во соодветна група, односно сегмент, кој го определивте во претходниот чекор. И определување на конкретни чекори, на крај секако најважното да ги определите конкретните чекори за секој сегмент. Оние кои се со најдобри оценки ќе бараат неголемо внимание од вашиот бизнис. Тоа се оние кои го одржуваат бизнисот во живот. Оние во средната група ќе бараат да се имплементираат одредени стратегии со кои би преминале во првата група. Додека оние од неслабата група би требало да се префрлат во средната или целосно да се елиминираат како беззначајни за бизнисот. Целта е најважните
сегменти да ги задржиме, додека со определени наши чекори од неактивните или најслабите сегменти да започнеме полека да ги префрлуваме потрошувачите во оние подобри сегменти, или пак некои сосема да ги отфрлиме како трошочно неефективни за преземање на некои активности во иднина. За домашно имате да истражите и да направите следно. Одговорете на прашањето кои се вашите купувачи, односно објаснете ги сегментите на купувачи кои се наведени во вашиот бизнис модел одговарајќи на следниве прашања. Кои се моите корисници, каде се наоѓаат тие, кои се нивните проблеми, потреби, желби, кога го прават она што го прават, кога имаат потреба, проблем и желба која што производот услугата може да ги реши, како ги задоволуваат нивните потреби, решаваат проблеми и желби. Ви благодарам на вниманието, до гледање.